Ајде, добар ден. Ајде, брату. Ке не стемни, брате, друга. Ајде, ќе не стемни. Труда се Како си најдеме. ми? Одлично, ти како си? Супер, екстра. Патувачки денес. Стасавме од Скопје Битола. Добро е, добро е. Клај си еден појас сега, јас така обавезно ги предупредувам сите гости. Да, добро што се сети. Да. Не, ќе ти кажам, едно е заради безбедност, мислам јас како шофер сум доста безбеден. Не мораме заради безбедност. Ама друго за да ти поставам бубица, не за нешто друго. Да, ти ја користиш дупло. И после мораме вака некако. Ето. Браво, бе, брат. Ајде да те повозам малку Браво, низ Битола. бе, Знаеш легенда, Битола, ти тука си одамна години. Битола, знаеш дека некој мисли дека сум битолчанец? Битолчанец? Многу. Знаеш што е најинтересно? Правам интервју ми прават интервју во Штип пред некој ден Аха. и се враќам во Штип, во мој роден град. Да. И девојката која ми прави интервју вика, она не е Штипјанка, е битолчанка. И вика, јас мислев дека си битолчанец. Ама ти тука си години. Како викам, не вика, јас знам дека си битолчанец, ами не сум битолчанец. Да, викам, Битола си ја сакам како втор дом, многу ми е драга, стварно сум многу време овде сум поминал, ама не сум битолчанец. Јас се сеќавам на може има над 15 години, не знам. Во тука во некој кафичите низ Корзо, ти имаше свирка и после свирка остана уште може сат-два после свирката, така со гитарчето акустично. И си поседивме натре, имаше интимни моменти, да речеме онака нешто интимна атмосфера, помалку луѓе нели заминаа останатите. Сам да мислам уште тогаш ја осетив да речам љубовта кон музиката која што ја имаш, иако ти е работа да свириш, иако ете гледаш патуваш едно друго уморен си, заврши свирката и ти уште сакаше да свириш и да пееш. Така. Многу такви моменти сум имал и затоа и мислам дека сум битолчанец, бидејќи останував ако пеам петок или сабота Битола, јас сум останувал некојаш и до среда, до четврток, до петок, неколку дена сум останувал да спијам овде, да се дружам со луѓето што ми се драги многу и затоа може... Кој ти се тука најдругари битолчани, кој ти се? Па добро, најмногу Миле Јанче или Јанче, значи Бела Куќа, они ми се вешке и се родивме, ми се кумови. Така да првичното, знаеш кој прв ме викна мене во Битола да пеам? Пред 15 години. Менде беше менаџер во Симбол. Па во Симбол беше тогаш, да, сега ме беше менаџер во Симбол. Да, поздрав Менде, ми беше гостин во една од емисиите. Ти беше гостин? Да. И тој ме викна 2000, не знам, мислам дека 9-та беше така нешто. Така некако да. Ти пеам песна ми беше тогаш актуелна, тогаш ми беше актуелна, тогаш победив во Будва со нејзи и тогаш гледал Менде, абе има дечко, она му кажал на Миле, на Јанче. Да. И има една многу убава анегдота за тоа, да. Ајде, кажи се. Како бил тој момент, знаеш, кога седел Миле Јанче во Символ и кога му рекол Менде, газда, а има еден дечко, вика, Јоце, вика, многу добри забави прави, вика, знам, вика, Охрид вамбу таму, сум го слушал, вика, да офикни ми, вика, да прави во Символ, да пее, и Миле, знаеш, како Миле, кој бе тој Јоце сега, како да ми пее тука се кој? Ама многу јако ја кажуваат, слушкава као, кај се? Кабадајски, Кабадајски, да, баш, ама и ете, за да... И вика, дојде прв пат и крај, вика. И сите најубави моменти, отварање на Бела Куќа, јас пеев. Да. Кога се отвори Бела Куќа. Нема звезда си, брат, со југата си легенда. Легенда си низ Битола. Па да ти кажам, еве и Скопје бев пред некој викенд. Јас се зачудив дека и Скопје, вака ми свират од колите, ме поздравуваат. Ама нема доста е актуелно и браво на се сликавме вака публици, ме изненади да ти кажам тој момент, али добро. Кое годиште ти југото, бро? 2006-та. Или 6-та? Да. Тука што се дешава, да гледаш, малце се копани из Битола. Секде се копани, цела Битола. Копа едва и Стасав. Да. Од Скопје до тука се копа. Да, вистина, некако ептен се разработивме, али добро е. Али може. Да, може кога ќе дојдеш во некоја следна сезона на југо, овде ќе има. И парк види овде, браво. А ти не си бил во Видел на градот? Не, овде сум бил многу. Битола ја знам на памет скоро, ама гледам дека сега се ставени овие тобогани, некои си не знам што е ова. Детски, да, таму реквизити. Ето така, иначе ти почна, да речеме, на 2009, како што кажа ти бе некои почетоци. Да, 2009
9 се така. Да, јас тогаш заминав Штип да студирам. Тоа Штип студираше? Да. Што Ти збориш? некако Браво. Питола беше поактуелен. Размена на студенти направивме. Размена на студенти направивме, да, студентски градови двата. Кога ти беше како дете, да речем, во Штип, како растеше таму, што ти беше, да речем, детството како ти врвеше, кои беше ете некои такви интересни моменти во Штип? Пошто јас имам доста интересни моменти во Штип, онака ми остаи убав печат од градот. Се не толку многу како Битола, да бидам реален. Па добро Поче сега. поголем град и да во помали малце ми беше Мора онака, да си патриота. Ама ти како се чувствуваше? Знам дека на Исарот тука сите На Исарот, да, се одеше на тоа сутла беше таму, штом си бил во Штип, знаеш. Да. Види, има Штип една добра, убава традиција. Убава традиција има Штип самиот град и историја има добра. Кога добро е што, на пример, средно музичко училиште учев таму. Да. Добро е што имаше многу од поготово од тој источен дел на Македонија. Да. Многу доаѓа тука и навечер за ноќен живот, ама доаѓа и да учат, да И студира, многу да работи. музика излезе од Штип реално заради Макфест, заради некои такви ситуации да. кои што на пример имаше да речем тој дел од Македонија носеше да речем и забавна популарна македонска музика. Дефинитивно. Има музички имиња кои што излегоа од таму, па колку еве како музичар те прави горд дека си штипјанец. Па ме прави многу горд затоа што тоа е и одговорност кога даден град, нели, излегле толку многу успешни луѓе, не само во музиката, во сите сфери на општеството имаме навистина многу успешни луѓе. Навистина е голема одговорност сега како кога нешто правиш, особено во мојата професија, да секој сака да биде, нели, и од најдобриот подобар. Да. Значи тоа е Добро е кога има надпревар, тоа е постои всушност, квалитет да. и така натаму. да има надпревар на културно поле Точно. е најдобро. Како Тоа е Гоце Делчев ова звучеше. Како Гоце Делчев, да. Баш како Гоце Делчев, да. Мора од таму влечито, нели? Од таму влечи кор, па таму предава Гоце Делчев. Така е. Ти си професор се по музика веќе. Да, веќе извесен период. четврта година. Да, од- четврта. Па коронава си направи свое, немав намера искрено. Знам дека да- не можеш да си ја најдеш дипломата. Не да можев. се вработиш. Не можев да најдам. Во сериозно не можев да најдам. Во факултет вртење ваму таму уверение најдов А не си ја зеде од И факултет на крај- дипломата? и на крај не сум ја зел. Аха, ете затоа не можеш да си ја најдеш. Отидов да ја барам. После Аман да толку се години вработам. Да се вработам, ме молам, викам треба. Оти нема свирки тогаш во корона едно друго така беше. Немаше свирки, случајно, ете, некојаш и случајностите се добри. Да. Случајно дојде да, бидејќи Јосип Брос е наистина најелитна гимназија, барем едно од најелитните Да. гимназии, кога ми се пружи прилика, професор кој што дојдов на нејзино место, нели, отиде во пензија, и кога ми се пружи таква прилика, ми беше стресно, искрено многу стресно, од типот не знаев како ќе се снајдам, треба сепак, нели, да станете рано, да 7:15 почнува слушаш часот. на час, нели? И ми беше наистина стресно, но полека со тек на време. Да, И среќа што и музичко часовите се, нели, покасно од трети, четврти час па Може да нагоре. поспиеш малку. Може да поспиеш, тоа ме вади дека до кај 9 може да поспиеш, да стасаш од Така е. 10 на школа, кога сме прва, кога сме втора смена ми е. Пора е Тука ти сум тоа, свој на да. своето, да. А како е да си професор? Мислам, вака бидејќи ти Убаво е. настапуваш, ти си човек кој што е перформер, да речеме, се професор малку некако, знаеш, мораш да си во некоја рамка. Си имав јас, можеби од детство имав така талент за како се вика за педагогија. Добро знаев да пренесам. Добар педагог, уште како детеве на мои пријатели, другари, сум имал ситуации кога на мои другарчиња сум им предавал на некој начин, Да. не учеле музичко, а сакале да научат, па сум ги учел буквално од почеток, од ноти, Јасно. и многу го сакам тоа. Значи имам некоја таква дарба за педагогија, сакам да им го упростам Нештото, да. што повеќе за да го сватат еднаш за секојаш. Ете, така и се бидејќи си во гимназија, таму не е стручно музичко образование, колку децата те се интересирани за музика, дали сакат да знаат Шопрел, Моцарт, Шопрел, Бетовен. Да, па тоа е токму тој момент. Ако почнеш многу да ги Тупиш работите. дефинитивно да ги тупиш, буквално така да ги тупиш работите, ќе им биде
па не само во гимназија, и стручно музичко секој ги со информации премногу. Мислам дека целта на предметот е да знаат од општа култура, да ги знаат на основните моменти. Да. Кои се на основни моменти, сега да не навлагам многу стручно, Јасно, да. ама тие се тие периоди. Ренесанса, барок, класицизам, да, епохите, да знаат во кои векови, кои се представени, кои композитори се таму, нели? И се ги интересира, вака учениците сакаат за тоа да знаат или Да. могу правиш некако Ја поинтересен им го момент? правам интересно затоа што преку цела година, цело време буквално така ги тупам со тоа, цело време со исти прашања. Да. И дури знаа да кажеш професор, еј, пак ли пак викам, Пак. дур, кога ќе излезете сакам да кога ќе ве праша некој на улица кога е барок да пеете. У сон кога ќе ве стане, не ви барам викам многу, не ви барам опширно, не ви барам сега за Моцарт, не знам да знаете се како му прошол целиот живот, нели, во кој кафики излегувал. Ти бега тоа Нели, часови? по кој кафи? Не, ретко, затоа што сум другарски настроен со нив, тоа се сепак тинејџери кои јас ги имам и на мои настапи. Сум ги имал цел живот и се уште ги имам на мои настапи, доаѓаат, мислам, од прилика таа генерација, нели? Да. Им ја знам, како да ти кажам, наравот им го знам, што они размислуваат во тие години тинејџерски, како се... Се кажа дека 4 години си таму на матура му имаш пеено? Да, пеев на матура и сега пак ќе им пеам нова матура. Нова матура Значи си имаш редовна тезга тука. на оваа генерација, не, ланската не им пеев, ама сега, например, еве, по нивна желба, ја не сакам, затоа што лани пеев, например, исто на Јосип Брос, мислам дека овде во Битола. Има Јосип Брос, така гимназија, да. Има две гимназии се. Е, Едната е така Јосип Брос Тито, другата е така Лани пеев на повеќе гимназии, всушност Лани овде во Битола, во Еуфорија пеев и беше многу добро. Не сакам таму, знаеш зошто, не сакам да им наметнувам дека сум професор и дека јас морам да ја пеам. Напротив, секојаш ги оставам да си одлучат одбор тамо на Сега си ангажиран тука за матурите во Битолов? Оваа година мислам Мислам, дека нема ќе имам јавна една. никој. Не мислам дека ќе имам една. Еве една имам веќе во Скопје, односно на мојата гимназија, што ми е многу драго, искрено. Да. И таму ми е многу поголема одговорност да им направам да се чувствуваат најубаво за тој ден. Така. Тебе за матура кој ти пееше? Мене за матура, не се сеќам. Знаеш дека? Заборави? Знаеш дека дали остарев, брат? Одамна беше. Дали остарев да не се сеќам кој ми пееше. Не, нашата матура бидејќи Вие музичари сите. помалку сме, као генерација сме помалку, не сме 400-500. Овој малку бевме, само еден клас завршува, Да. например во Штип, еден клас завршува средно, толку е, 30. 30 деца, да. И не можеш да направиш таква организација, не знам се каде правевме ние матура. Ги заборај тие моменти, а? Стварно не си каде правевме матура. Ама знам дека апсолвентска, се сеќам, добро, тоа е малку поблизу. Да. Знам дека апсолвентската ја правиме во Езерце, таму во Скопје, во паркот. Кој ни пееше и тогаш не се сеќавам. Знаеш зошто? Затоа што сите сме музичари, сите пеат, Да, и сите тогаш свират, сите. сите свират и дури небитно е кој е таму на... Ете така, битно е забавата да се Битно направи. инструменти има и сите се фаќаат за инструменти. Да, се ти ужеше Штип, што учеш и замина Скопје на факултет да студираш. Тој преминот Штип Скопје, како го почувствува, ти беше тешко да речам во тие периоди? На Имав транзиција. ја тежок период. Сега, пошто веќе со сите овие гостувања околу концертот и малку правевме некоја ретроспектива на кариерата цела, нели, ништо се имаше Да. моменти, некои емисии каде што на некој начин си отворив душата, нели, како Да. си поминал. Нормално луѓе сме сите. Нормално, секој од Да. нас И мене ми беше тежок периодот кој замина во Штип, заминуваш од град дете 19 Така е, години. така е. И искрено сум горд на тоа мое минато, бидејќи стварно имав неколку години од 2000-та да речем, па се до 2000 и може 6-7. Стварно имав период што ми беше многу тежок. Цело време бев на рап, дали да останам в Скопје, дали се вратам, цело време бев на рап. Не можеш да опстанеш таму. Го завршив факултетот 2004-та, веднаш морав, што да не можеш Скопје, мораш да плаќаш кирија, мора да си там, мора нешто да имаш добивка, а немаш никаква добивка, треба само да трошиш. Да. И тој период ми беше многу тежок, искрено.
бидејќи мајка ми беше буквално сама на себе, татко ми е Да. починат кога бев дете. Немав можности да може, нели, да ми праќаат сега од Штип пари, па ја да можам да обстојувам. А се е поскапо во Скопје. А се, па нормално целиот живот е. Да. Имав искрено тежок период и кога ќе се сетам на тие моменти, некоја стварно и солзи ми навираат на ете тие ситуации, ама пак ќе кажам, тие моменти ме искалиле, ме направиле Така е, да да. можам Па да. се животот не е лесен И на сега крајот, ја на така. многу луѓе сум ми рекол, ја немам проблем. Ја знам, ја утре да немам буквално да имам 10 денари у џепот, јас знам како е тоа. Да. Да сум го живел тоа и не ми е проблем, може и некојаш е добро во животот кога ќе имате и такви моменти и горе и долу. Зошто? Затоа што не може Излегуваш да од комфорт зоната, така? мене сега не може да ме исплаши ништо. Да. Може да ме плаши само не дај Боже болест, така. Да. Се друго останато не може да ме плаши. Или панчо евентуално. Да, тоа да ќе го заборавев тоа. Да те исплаши. Тоа ќе го заборавев. Тие се две работи што може да ми исплашат, нели? Инаку друго навистина не може да ми исплаши. Да, што беше тоа што драмата со Панчо што се случи? Намерно го направивте заради маркетинг цели да Не беше намерно, не беше намерно. Не знам, тоа во многу наврати сум го кажувал. Јас наистина не го познавав, особено по тоа име. Иначе Панчо има седен овде до мене. Посто... во југото, Да, си го прашал и него, за мене. Не го прашав тогаш, Како не заборав. си го прашал сега? Сега нема логика ја да зборам, а ти не си го Ќе прашал. дојде уште еднаш, ако што. Така да не беше ништо сценарио, дека ние нешто сега... Тоа беше негова некој, не знам. Ама, окей, после тоа се... Сега мислам Не, во не. ресте односите ви Па се не, окей. окей, мислам, види, ние никош не сме били ни блиски, ниту пак Далечни. сме имале моменти да се дружиме. На некоја случајно, некоја емисија, ако некаде, на некој настан, па чисто онака од куртоазија, ако се поздравиш, не сум има. Со Андреј, да. Андреј од ДНК, например, бевме школски. Аха. Или учевме заедно факултет прва година, така да и со Андреј сум цело време имал некој коректен однос и супер, ама со него не сум се познавал воопшто и затоа едно време ми стана криво зашто со човек што не те познава, Да. наоѓа модус дали тоа ќе напише статус некаде или нешто да ти искоментира, без разлика каква е содржината, така. Не навлагаме во тоа. И тоа единственото нешто што ми сметало е тоа. Да. Мене не ми смета човек ако ме познава да кажеш нешто за мене. Тогаш имам и јас што да кажам. Ќе кажам да, дојди вамо ќе се очиме, дали е вистина тоа нели? Дали јас нешто сум те навредил, повредил, кога сме се дружили или не, ама тогаш може да комуницираш, ама кога не знам како сега да зборувам јас за кој да не знам. Да, тога зборавте нешто за ќотек за едно за друго, ќе се маниме, ќе А, се удриме вака во тоа- животот. Ти си бил тоа тепар, си беше. се тепал вака со, како да речем, како дете. Не сум преферирал никош да затоа што мислам дека мојата, како да кажам, интелигенција не ми дозволувала да размислувам на тој начин и да ги решавам така проблемите, но нели коренот, генот од мојата фамилија, сите од на таткови странаца се борачи и тоа врховски во тој спорт балканец. Значи татко ми бил и тренер на борачите и судија и борач Пеливани или успешен. борачи? Борачи, Имаме не пеливани, пеливани, не, еден ова е период. борење, класика борење. Балканец, еден од најуспешните клубови. На Тебе не те привлече да. тој момент да Па сакаш брат ми да. Јас не, ама на пример бев тренирав да речеме бокс прво. Отидов малку борење, значи отидов малку, ама сватив дека не е иако тој тренерот на вистина виде дека имам талент, на пример, и дека сакаше да по некоите стапки на моите родители, на татко ми поточно, и на чичковците, ама сватив дека не е. Брат ми, на пример, подолго се задржа, брат ми и борење и бокс, на пример, тренираше. Си рече што ќе се подолго време. тепам, дај микрофонот да си го Што да земам се врака, тепаш, да си мислам, пејам. нема логика Така да... лава во мозокот. Ама така велат, да, Ќе ти дека скршат некоја рака, борење, Аха. наистина. вака си пееш, Вака, расположение убаво. пеј си, брат, уживај. Тренира фудбал, 10 години тренира професионално во Брегалница во Штип фудбал. Фудбалот некако е по спорт кој има физички контакти, ама не се такви. Да, во Штип како е сега со спорт, има спорт во Штип, сакат
да речем вака, Па, се вложва во тој дел? Не знам, бидејќи Не живееш повеќе од таму. 25 години сум во Скопје. Значи повеќе од 25 години и многу повеќе од мојот живот сум во Скопје него што сум бил во Штип. да. Во Штип ми беа тие најубави детски, нели, денови, средна Точно, школа, ама веднаш после во 99-та, веќе 26 години сум во Скопје. А особено по последните 7-8 години од кога почина и мајка ми немам некако воопшто не сум бил таму. Да. И брат ми, сестра ми е нели мажена во Струмица, брат ми повеќе работата му налага да биде надвор од државата и немам некако волја и последните 7-8 години ретко одам, многу ретко одам. Еве, пред 2-3 дена бев за емисија снимање и се вратив. А во Белград? Во Белград сум често, многу често. Белград ми е, па можам да кажам, ете, сум имал периоди кога повеќе сум седел во Белград отколку во Да, Скопје. како е таму, например, со настапи, бидејќи тука Македонија знам дека си често сегде во сите дискотеки, ноќни клубови и така натаму, во Белград како си настапуваш? Во Белград нешто е интересното што никогаш не се фокусирав да барам да ги не речам тие настапи, да ги барам по секоја цена да ги пеам во не само во Белград, во цела Србија. Да. Зошто? Од начинот што сите тие менаџери на некој начин што ми беа и пријатели, што ми беа и одреден период и менаџери, а сите тие сака да се појавувам во Белград, буквално како звезда од Македонија, значи како таков статус, да не го градам стилот да морам сега од локал во локал, или Да. што е многу Потешко, помалку трпен, потежок, но е добро. Бидејќи јас веќе тоа е добро да го градиш, ама ја веќе сум го градел тоа во Македонија. Точно, и се наново од нула ќе И сега треба ти дојдеш во Србија тоа да го градиш. А Па ајде, публиката па ајде не дојдеш во прифаќа, Црна Гора, па ајде во Босна и Да. тоа е, мислам, тоа е многу голем процес, да. процес што бара години. Ти не можеш за месец дена секаде да поминеш и си вау сите, така. Многу е полесен овој простор медиумски во Белград да ја градиш така кариерата, или со песни, со гостување, со своји песни. И многу е полесно кога ќе ти упали хит таму, да многу се полесно веќе таму по дефолт се отвараат веќе настапите. Да. Што ти упали тебе таму во Србија? Бидејќи имаш снимено Па, голем дел, да многу- речем, српски песни. Ја ќе кажам многу од мојата кариера, многу голем дел беше пресудната 2009 ти пеам песна во Будва. Тој фестивал беше многу голем. Среќа што згасна 2009 и 10 пеев и двете години земав награди. Среќа што мислам штета што згасна. Огромен фестивал, цела буквално сите новинари што постојат од Југославија беа таму. Таму не можеш ти да пееш и да не бидеш забележен. Точно, да. Таму Значи, се беше сконцентриран. нема теорија, нема. Сите можни Пинк, Грандови, ДМ Сад, тогаш времето, сите можни телевизии, од кај нас, например, телевизиите што Малку не Што? штемна се камерата, ама ни замина сонцето. ако, нема проблем. Сега немаш овде шивер да го отвориме, малку ќе ни свети. Да, да ни дојде и малку светло. Така да, Да. сите беа сконцентрирани, така ми почна кариерата. Имав среќа, затоа и ден денес, например, сите мои песни се и на српски и на македонски јазик. Да. Барем 90%. Така се деси тоа и затоа имав среќа да ми се отвараат пазари, од таму ми се отвори Хрватска. Загреб го снимав 2013 албумот. Цел со најголемите композитори, значи композиторите што работеа за Тоше, за Тони Цетински, за најголемите композитори таму, Никша Братош, Миро Булјан, Антонија Шола и цела таа екипа. Да. Така ми се отвори Хрватска, така ми се отвори и Загреб Фест, после исто настапив таму, земав втора награда. Така да ти се отвори да речем така се тој дел отворија, во да. Србија. После таму се преселив Црна Гора исто, по дефолт ми се отвори уште кога победив тие две Нормално години. врзано е таму цело. Врзано Сончене Скале дојде, па Ете, после City Records подпишав договор за City Records, ми беа матична куќа 10 години и се уште можам да кажам, ми издаваат композиции. Така на некој начин ми Јоце се пред да не случи. стемни, јас морам да те дарувам. Многу сакам да дарувам Ајде. стаканостите во мојата емисија. Се овде телефонче да си го Од кладите, твоите. го преместиме, Штета бе. што ги остави во кола картите за концертот,
Сакам Ќе да го ти- спомниме да ти- концертот да ти после дадам- дарувањето намерно. Да ти дадам ја, да ти дарувам карта, ги видов карти и ми текна. Добро да ќе стигнеме до коло. Ќе стигнеме до кола и ќе ти, ако си слободен за 8 март, ќе ми биде драго да дојде. Да, вака ќе го спомниме и концертот, ќе зборниме малку и за него, само пред да го направиме тоа нешто. Види што ти носам. Имаме штипска пастрамајлија во Битола од Алка. Во Битола, Во Битола имаме многу штипска сакам. пастрамајлија. Многу сакам да пробам. Ако си гладен од Алка, да си земеш една пастрамајлија. Алка, доаѓам, да знаете утре. на пастрамајлија. На пастрамајлија. Кај Белачешме се наоѓа, ти бројче имаш, ги има и на Facebook и на Instagram. Готово. слободно да се следите. Благодарам многу. И се бидејќи вака те гледам супер си облечен стил, че цитираш, на очарчиња од оптика диоптрика супер ќе ти дојдат. О, Така браво. да ќе си одбериш што сака за гледање, сакаш да не знам за сонце. Изборот е голем. И браво. Оптика диоптрика слободно можеш да ги посетиш. Се е Браво. Битола. Браво. Сега ова ти е за супругата, веројатно ќе мораш да ја донесеш до Битола. Третман за коса кај Кики. Така, Кики, браво. Кики фризерка да се знаете, Кики, така? да, Кики како нема не. кој не ја знае. Нема кој не ја знае Кики. Поздрав Кики. Кики, доаѓам. Ете така. Одиме со вредносен ваучер од Magnum Car Detail. Ова ти е за колата за полирање, сакаш хемиско, сакаш едно друго, шо не. О, ќе ми треба и ова. Ете така. Ами ако ти треба и за сервис за колата, кај Auto Solution да те пуштам. Еј, браво. Еј, браво. Ете така. Имаш од поќе да речам избор од Просто да дојдам Битола една недела си Ете седам. така. Одиме во едукативен центар Макси, доколку некогаш идиш Битола имаш дечиња и сакаш да ги оставиш во едукативниот центар, тука на многу креативен начин ги анимираат децата. И Браво, игротека предпоставам, или? едукативен центар. Ајде, Учат едукативен креативни работи, едно друго се и се што кај што му се О, посветува браво. внимание на децата на многу поинаков и различен креативен начин. Тоа е Браво. однапред, сега одназад Браво. одиме дарувања. Кучиња Одназад. машиња чуваш? Куче чува. Куче чуваш, ајде Куче храна од 5+ ти доделуваме за О, кученцето. кученце, браво. Како се вика кучето? Има Лана се вика и е померанец. Померанец. Померанче. Има и внатре и ваучер, може да си ги најдеш и на Facebook, имат одличен избор на храна 5+. Третман во Ива Бјути одиме следно. Какво е ова југо, што југо ке е ова, брат, ова? Што југо ке е ова дарежливо југо? Дарежливо југо, третманче едно ќе се одбереш во Ива Бјути, на две локации ги има во Браво. Битола, така да Браво. слободно еден третман, малку да се свежниш. И за пред настап кој ќе дојдеш еден пат во Битола и парфемче од парфимерија Нуер ти доделуваме. Браво. Гледаш опред битолчани? Растур правиме битолчани. Браво, браво. Морам да го видам одма. Ајде слободно. Се не знам дали машко или женско, ама Браво. Многу е добро. да. Може да е и унисекс, има различно. Не е битно, И ни ги има, ние го викаме на Крши уредот, во Битола се наоѓа Нуер, а ги има и во новиот трговски центар во Блис. Врв. Супер е, да. Врв. Убави Добро. се, свежичко. Ете така. И од се ти кажа дека на 8 март имаш посветен концерт за дамите. Да, Македонска така е филхармонија. насловен. Така е насловен за дамите, ама може да дојдат и машки, да знам. Точно се може си дојде со сопруги, со Така е. девојки и така натаму. Што ќе се случува на тој концерт? Па што ќе се случува? Ќе се случува тоа што го зборувавме сега 25 години. Кариера? Целиот тој мој пат сакам да го преточам и едноставно да си направам еден мерак на душата пред себе моја, а второ да да им се одолжам на сите тие што години ме пратат на настапите, секојаш биле присутни на настапите. Не случајно го одбрав токму 8 март, бидејќи на моите настапи, ајде да не претерам, ама 80-90% биле дамите повеќе. Да. И чувствував некоја обврска и одговорност да им се одолжам на нивниот ден. Тоа не значи дека ќе немаме концерти уште понатаму, ама сакав овој така, како да кажам, првичен и поофицијален концерт да биде токму на тој датум. Ќе има оркестар? Ќе има оркестар, ќе Колку има оркестар, 30. Одлично. Оркестар 30 музичари. Ќе биде снимен некако на видео Ќе да го гледаме биде тие што не снимен, можеме да дојдеме. Ќе биде пред снимен цел концерт ќе биде снимен. Ќе има буквално со сите нишани и мислам дека сите што ќе бидат присутни таму ќе се почувствуваат многу убаво. Да. Им спремаме многу големи. Карти кај можат да најдат? Карти се на МК Tickets, Мгм. значи МК Tickets пишуваш на линкот, продаваат за сите За се и се што за сите сите настани, концерти да? настани. Ќе си најдат таму пишува Јоце Панов за дамите, си кликаат, може да си ги купат онлайн, или преку каричка Да. си платиш, да си ги купиш онлайн, ќе си ги иштампаш
И си палите колата и одите или си Скопје. имаат они многу продажни места, Да. како што се литература, како што се Има да. бензински на Мак Петрол, како што се како да кажам, ЖК Травел и си имаат, пишува каде им се продажните Има места. работници кои што да. Да, на секаде издржават, Да се не најдат. само во Скопје и во Битола има. Значи може и во ЖК Травел, ЖК Травел исто така ми се поддржува, Има во Битола, да, Да. па гледаш. ЖК Травел е битолска фирма. Битолска фирма е, Да. браво. Па не знаев, гледаш. Така да, знам дека имаат и нели во Скопје представништо, така Да. Битолчани се, ЖК Травел. Така да, ете, во ЖК Травел, кој сака, би ми било драго, знам дека Битола е град кој, ете, пак уште еднаш ќе кажам, го чувствувам како свој втор дом. Да. Луѓето и мислат дека ми е прв дом, не втор, Да. дека сум битолчанец. Долго време си тука, да речем така, Да, да се да. дешава. Вечерва си во Белата куќа. Вечер во така Белата викаме. куќа. Белата куќа. Белата куќа, Аха. или како е акцентот, да. Со акцентска целост, Белата куќа. Белата куќа сум вечер и сум среќен наистина што уште после толку години кога пеам овде, кога ќе се објави е преполно и луѓето се многу Да. весели на моите настапи, многу убаво си поминуваат и одлучи вечер да им доделам на неколку од публиката што ќе биде, на неколку одлучивме заедно со Бела куќа да им доделиме неколку карти Одлично. во честите на благодарност за сите тие години што доаѓаат и што Да. ме пратат. Одлично. Имаме уште многу муавет, ама не стемна, светло немам во југото, не можам да возам со Треба да рефлектори, направиш брате. нешто со мала ќе ти се зголеми сега денот така да Имам, ќе се зголеми, да сега не е проблем, ама проблем е да возам со светло во очи, малце е ризично, еднаш не можам тоа да го правам, малце е критично. Да. Ете така. Фала ти што ми беше гостен во југото, мислам дека супер си поминавме, ти како си поминав? Јас си помнев екстра. Одлично. Нели осетив кога помина времето. Така, чекај да видиме колку сме Ми до сега. сврти 31 минута, не? 30 минута. Да. Браво. Ете така. Си ми направи убави спомени, цела Битола е заврате. Сите места, улички, така да ти благодарам многу на поканата. Нема И проблем. да си ги поздравам сите битолчани, И сите што не гледат? сите што не гледаат Така и е. те гледаат многу и у Скопје, да знаеш. Да, знам и Да. добивам коментари од цела Македонија, така да Кога дека кажам, се викам, каде. ќе одам во југото. Во југото, викам, како знаете ме вие, викам, од Битола југото. Така да, Битолското југо има поминато Битолското цела југо Македонија. е популарно, така да благодарам со уште еднаш. Нема проблем, фала ти тебе, фала што не гледавте 8 март на концерт кај Јоце Панов. Се гледаме, чао. Чао, чао.